Почитувани, добар ден. Време е да започнеме црвена линија. На 12 јуни светот се потсетува на една од најмрачните и најсрамните реалности што се уште постојат во 21 век. Злоупотребата на детскиот труд. Се потсетуваме или само формално го бележиме датумот, додека реалноста ни се случува пред очи. Доволно е да излезеш до најблискиот семафор. Ке видиш дете не повозрасно од 10 години, со испружена рака во утринските часови, уште пред сонцето добро да изгрее. Други деца веќе работат, ги пребаруваат контейнерите по градот, собираат пластика, метал, храна. Се што може да се продаде или јаде. Навечер во трета смена по кафеаните и рестораните продаваат се и сешто. Од миризливи елки, влажни марамчиња, балони во облик на срце. И сите имаат влажни очи. Ова не е сцена од некој документарец за војна, глад или длабока сиромаштија. Ова се случува во Скопје, Тетово, Битола, Куманово и Охрид. И што превзема државата? Што прават институциите? Законите постојат на хартија. Изјави пред камери, но каде се акциите на терен? Каде се инспекциите, социјалните работници, поддршката за семејствата, за солништата, образовните програми? Во еден цивилизиран свет ниедно дете не смее да работи, особено не на улица, во ризични услови. Децата треба да учат, да играат, да сонуваат, а не да го поминуваат детството во чад од издувни гасови, страф од ќотек и се поради парче леп. Овој 12 јуни нека не биде уште еден датум за објави на социјалните мрежи. Нека биде ден на срам, ден на соочување, ден кога ќе прашаме до кога ќе го толерираме ова. Детскиот труд не е појава, тоа е злосторство. И секој што го игнорира, го поддржува. Децата не работат затоа што сакаат, тие работат затоа што немаат избор. Дали навистина се бориме против ова зло или само формално го обележуваме денот? Ова е централното прашање на црвена линија и секако верувам дека секој од вас ќе земете активно учество и секако од местото од кое што се јавувате ќе споделите на што сте сведоци кога станува збор за ваквиот детски труд. Ке ве подсетиме да не заследите и на Инстаграм профилот е црвена линија, ако не сте меѓу оние инстаграмџи кои што не следат и секако активно учествуваат во секоја една наредна анкета на црвена линија. Па еве ја денешната. Дали тие што даваат пари на децата, кои питачат под А им помагаат или пак под Б им одмагаат? Како што гледате, ова се двете опции на кои што имате можност да одговорите. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, ќе сумираме во проценти и секако ќе ги соопштиме резултатите како и секогаш кон крајот на ова издание. Анкетата секогаш можете да најдете на Инстаграм и на профилот на Телма телевизија, каде што паралелно црвена линија покрај на својот профил објавува и на профилот на Телма телевизија. Кога станува збор за анкетата на Инстаграм, потсетувам, се што ви треба е да не заследите таму и да кликнете на Инстаграм стори и секако да кликнете на одговорот. А со нетрпение очекуваме и да почнеме со ова издание. Верувам дека секој од вас во овој ден, 12 јуни, каде што ќе потсетам светот, се потсетува на една од најмрачните и најсрамните реалности кои што се уште постојат и во овој 21 век, а тоа е злоупотребата на детскиот труд. 02-307-005. Тоа е телефонскиот број кој што треба да го завртите и секако да го споделите вашето мислење, став и одговор на денешните прашања на црвена линија. И секако една исклучително важна напомена, ве замолувам, особено вие кои што за прв пат ќе посакате, а верувам ќе ве има во такви, да се вклучите во контактна емисија како црвена линија, веднаш по вртењето на бројот намалете го целосно тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Мирослав, по телефонот. Па видите, ќе зборам за светот, не, меѓутоа за нас во нашата држава би рекол вака, дека државата е крива. Тоа е број 1. Друго се криви еден добар дел што ги носат децата по семафори што питаат. Зашто нема некоја контрола да го пропрати, да ги пропрати цела фамилија кај идат? Спијат и јадат подобро од нас. Бидете сигурни.
Во ова време работа има. Јас сум ги викал отке семафори да дојде да би работи. Не сака да дојде работи. Не е куме, малку е. Едни ги убедив, ги донесов дома, ја му давам 2000. Не е, вика, малку е куме, вика, ќе ви даеш 1500. Ја му давам зел, ми вика 1500. Значи, не ги разбираат од една страна парите. Значи, прво е крива државата и треба контрола да се воведе. Да видат кај одат после тоа. Значи, ја ви гарантирам, ја не ги поминам, по 2 дена, 5 дена, 10 дена, како имам, и дан, што да правам, кој ќе видам, деца, срце ме боли. Родител сум. И јас. Меѓутоа, државата е број 1, зборам тука за Македонија, а многу добар да живеат од многу нас подобро. Но дали децата живеат подобро? Па видите, детето се учи од мали дози, како ќе го учите, така ќе се понаша. Благодарам многу за одговорите, Мирослав, секако и за активното учество во секој едно наредно издание на Црвена линија. Продолжете да не следите, тука и почнуваме практично со вас и сега останува секако оваа Црвена линија, токму вие со вашите одговори, ставови и искуства да ја креирате. Добар ден. Добар ден, Тина, среќен ден, убав ден. Среќен ден и вам. Вака ќе кажам јас. Значи, во времето на Груевски овие деца на некој начин беа прибирани и одземани од тие несовесни родители. Значи, не можеме се ние да ја кривиме државата за све нешто што се случува во оваа држава. Значи, прво се почнува од родителите за се и се што. Тие што ги носат тие деца, јас не знам зошто се затвори оној дом од 11 октомври кај блиску до бирото за вработување. Земи им ги тие деца, стави ги таму, нека учат, нека се школуваат, нека работат, нека седат 24/7, нели, и да не се пуштаат дома. Тој родител кој ќе дојде да го побара детето, да го прашат каде му е детето. Немојте све државата. Што прво државата да направи? Значи, треба ова што е социјалното да си поведе рачун кој каде што прави. Не може полиција да ги брка. Еве, гледам тука пред црквата, секогаш има пред храмот, секогаш има дечиња, па има млади девојки со бебиња, што е тоа, ја не знам. Меѓутоа, домот 11 октомври да се активира и да се приберат тие деца за секогаш. Благодарам и убав ден. Големо благодарам секако и вам што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Останете секако со нас и едно подсетување секако за оние кои што нема да се вклучите во живо. Може би нема да успеете или ви е полесно секако да земете активно учество со вашите одговори. Тоа можете да го сторите и на социјалните медиуми. Доволно е да не заследите и на Facebook, како и профилот на Телма телевизија. И нормално, еве како изгледаме таму. Децата работат затоа што немаат избор. Луѓето кои даваат пари на децата, питачи под А им помагаат или под Б им одмагаат. Ова прашање воедно е денешната анкета на Црвена линија кога зборуваме за злоупотребата на детскиот труд. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас мислам дека сета работа потекнува од фамилијата. Како прво и прво, родителите на тие деца треба да водат сметка дали нивните деца треба да одат на школа или треба да одат да питачат. Значи, самите родители ги терат децата да одат да питат, да донесат дома пари за нивни потреби. Значи, работата не е само во социјалните грижи. Треба да се воде сметка да се у каква фамилија тоа дете живее. Дека треба тоа дете да оде на школа, да се школува, како сите нормални деца ќе одат на школа и тоа дете да се школува, а не да висе по парковите и по кафаните до никое време. Најважно е семејството, после социјалниците треба да водат сметка за децата. Не може државата за сите деца да застане и да воде сметка за нив. Значи, ако родитело не воде сметка лично за своето дете, што може да направи државата во тај случај? Дека тоа дете да го снесе. Значи, треба родителот да работи и он да допринесува за тоа дете. Да го школува, да го рани, да го облечува и сите потреби што ги има тоа дете.
Значи не е работата само да се префрли. Во ред, благодарам за учеството, за оно што го споделивте со гледачите на Црвена линија и подсетување, секако правилото на Црвена линија е едно вклучување, едно јавување, временски трае 90 секунди. Такво е правилото од проста причина за да можеме нели во време траење на Црвена линија да слушнеме што е можно повеќе гледачи, односно граѓани. Но секако добре дојдени сте и повторно да го завртите нашиот број за нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Дали сум на линија? Да, ве слушаме, повелете. Вака. Јас јавувам од Скопје, поточно Ѓорче Петров. Добро. На семафорите кај Сајрај редовно има дечиња, дали со мајки, дали сами. Меѓутоа, земаат некоја сума одредена, а потоа седат по ценките и јадат, имаме тука ресторанти доста, јадат скапа храна, пијат кока-коли, додека се одморат и повторно застануваат на улица. Значи, ги чекаат сопрузите да им ги земат парите, па ги пуштаат на семафорите. Го ведам тоа редовно. Мене ми е жал за тие децата, мене ми е жал за тие мајки, меѓутоа верувајте дека едноставно зависат од пари, зависат од пари затоа што не сакаат да работаат. Работа има. Има работа, има по ресторанти, има по фирми, меѓутоа младиот свет не сака да работи, ке заработи 1000 денари и ќе ги потроши. Не е тоа добро, не е тоа добро, државата не е крива, нашата свест е многу ниска. Многу ниска. И тоа секој пружање на рака на улица, не знаејќи дали некој ќе го згази или ќе се направи некој хаос во... Драго ни е многу што ви имавме во Црвена линија. Ева и сега ќе подсетам, внимавајте само тајмерот одбројува 90 секунди за едно вклучување и автоматски исклучува. До гледачката уште еднаш благодарам за споделеното и секако доколку сакате да се надополните, секогаш ќе бидете добре дојдени и повторно да го завртите нашиот број 02307 005. Добар ден. Добар ден, Тина. Малку погласно ќе ве замолам. Добар ден. Добар ден, сега е веќе подобро, повелете. Поздрав до вас и поздрав до емисијата. Благодарам. И до сите гледачи и слушатели на Телма телевизија. Моето мислење е спротивно од овие гледачи претходно што се јавуваат. И то како државата е виновна. Државата има центар за социјални работи. Државата има институции и полиција. Нигде во светот не е дозволено така деца да питачат. Доколку родителите не може да се грижат за малолетни деца. Државата има закон, може да ги одземе децата. Се им го одземе старателството. На децата и старател да биде државата. Како тука може да кажеме не е крива државата? Може да се трошат 3 милиони евра за телефони, телефонски сметка, а не може во цела Македонија нема повеќе од 250 деца што платат. Во поголемите градови накрај има по 40-50 деца. Тоа се 10 градови по 40, околу 400 деца. Не може за тие деца да обезбеди смештај храна. Нака ги преполоват сметките од телефоните, сами нака си плаќаат телефони. И завршена работа. Не може да изират за 200 деден центар. Може. Но никој не се грижи за тие деца. Благодарам многу за вклучувањето и секако денес ќе подсетиме 12 јуни, односно Светски ден против детскиот труд, односно против, подобро да речам, злоупотребата на детскиот труд.
Факт е дека ние во 21 век се уште можеме да забележиме, и тоа не во мала бројка, тоа го потврдувате и вие, деца кои што се уште се на улиците. Дали питачат, дали воопшто еве и во доцните часови се наоѓаат меѓу кафулиња и продаваат се и се што, всушност наместо да бидат во топол дом, да легнат навреме и секако да имаат право на детство. Под право на детство се подразбира да имаат здравствена соодветна заштита, образование и секако право на детство исполнето со игра, радост и спомени, а не секако да поминуваат на улиците и секако да се изложуваат на безброј опасности. Добар ден. Здраво. Здраво, повелете, ве слушаме. Па види вака, би кажал како прво, овој ден е прогласен од Обединените нации, во кои више ја не верувам ни најмалку. Тие се само фингирана организација од страна на големите сили до вчерашниот хегемон кој му се крши кичмата, тоа е Америка и Европска унија и Британија. Така да овој ден кај да ќе го избришите како датум, бидејќи тие воопшто не се залагаат за слободата на децата и правата, напротив, ишне име гајле. Дојдова времења, како што кога бев ја во осмолетка, кога читав книги за некои деца кои беа злоупотребувани со детски труд, тоаш ми беше дури чудно како може мој еснав во тоа време да биде рмбач, да работи од јутра до сутра. Ама еве дојде тоа време, значи тие лошите комунисти баа ги се грижеле за мене и за моето детство и твоето и на еден куп од овие публика што се јавуваме, да имаме убаво детство. Али сега оваа демократијава ги направи децата да видат робови. Толку е голема злоупотребата, што во Украина до тој степен екстремен сиде што мајките се суроват мајки кои раѓаат деца за продажба. А воедно добар дел од тие деца с краја било како што беше таа жутата куќа на Косово, така завршаваат во некои украински жути куќи. Поздрав. Благодарам за учеството. Продолжете и вие понатаму да го гледате ова издание на Црвена линија. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Малку погласно ќе ве замолам. Добар ден. Добар ден, повелете, ве слушаме. Во Црвена линија сте, добар ден. Добар ден. Повелете. Да. Интересно е што некој најверојатно, а ова е најверојатно и нека деца, предпоставувам по гестот, кои што наоѓаат забава и сакаат да се вклучат во Црвена линија. И тоа е составен дел од детството. Играта, шегата, смејата и спомени со своите другари. И секако децата заслужуваат, секој едно дете да има право на убаво детство. Тоа значи да има соодветна пред се здравствена заштита, топол дом и право на образование. Односно да му се дае можност низ игра и растење да се ги креираат и создаваат своите соништа. Но милиони деца всушност се уште се злоупотребени, се користи нивниот детски труд и секако и ние денес се уште сме сведоци дека можеме подури по улици да не издржавава и во доцните вечерни часови да видиме безброј деца кои што или питачат или продаваат нешто и наместо се разбира да ја добијат потребната грижа и детството кое што го заслужуваат, всушност се изложени на безброј опасности. Добар ден. Добро, секако ве очекуваме, секој оној кој што ќе се вклучи во Црвена линија, верувам дека ќе дадете одговори на прашањето дали навистина според вас еве како држава и сите ние се бориме против ова зло на кое што сме сведоци или само формално го одбележуваме овој ден, а тоа е 12 јуни, кој што воедно и прогласен за светски ден против злоупотреба на детскиот труд. Добар ден. Добро, јас еве малку ќе ве навратам зошто денес зборувам и верувам дека гледачите и секако и граѓаните на оваа земја преку Црвена линија ќе испратиме силен глас, односно и подсетување зошто децата треба
секако да ни бидат секогаш приоритет и најголемата грижа токму да биде за нив. Детскиот труд не е само прашање, ќе потсетам, на сиромаштија или недостиг на образование. Тоа е сериозно кршење на човековите права, кој остава длабоки последици врз развојот. Здравјето и иднината на децата. Во суштина, детскиот труд е секоја работа која го спречува детето да оди на училиште, која му штети на физичкиот или менталниот развој, или која е извршувана во услови опасни по живот и здравје. Секако 12 јуни одбележан се разбира на секаде низ светот. Ова што го споделувам со вас, секако можете да го најдете и на сајтот на Институтот за јавно здравје. И секоја година на 12 јуни го одбележуваме овој светски ден против злоупотребата на детскиот труд. Се прават разни, верувам, активности, многу се зборува, но праксата покажува нешто сосема поинаку. Па не е лошо, еве, низ ваша призма и секако низ ваше лично искуство, еве, да споделите од таму каде што се јавувате, дали може би во местото во каде што живеете, се уште забележувате голем број на деца кои што всушност се злоупотребени, слободно ќе кажеме, да го нивниот труд, нивното детство, за да се постигне профит. Понекогаш, за жал, тоа го прават и оние кои што се нивни родители. И дали децата можеме да спречиме да бидат толку многу на улица, многу повеќе во училишни клупи и да бидат токму навреме и легнати, обскрбени и секако да го имаат правото на среќно детство. Верувам дека ќе се покажеме и докажеме дека навистина иднината е во младината, но иднината во младината треба да започне од детството, односно ние да бидеме тие кои што ќе се погрижиме секој едно дете да ужива во своето детство. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Се слушаме. Па видите вака, никој не каже отворено кои се, што се и како се тие деца, меѓутоа тие деца се претежно ромски деца. Или деца на алкохоличари, на некои луѓе кои што едноставно и не се за да имат деца. Значи не можат да ги прехранат, не можат да ги задоволат нивните потреби. Инаку тие деца не учат, не на училиште одат некаде до барем 90% од нив, барем во Битола еве имаме, 90% од нив учат некаде до 4-то одделение, после тоа го напуштат училиштето, а и до тогаш не се редовни, а после тоа питачат. Првен питачат заедно со родитело, па после продолжуваат тие сами, кои ќе подпорастат малце и така да тоа ќе им биде основно занимање. Инаку тие нормално зад себе имат родител, мајка, татко или било кој што му ги собира парите, му ги зема парите. Сега тие се склони малце и кон, мислам, родителите се склони кон пивце, кон такви работи, кон алкохол, така да му ги зема децата, парите на децата и ете, ги. Благодарам многу за одговорите и учеството во Црвена линија. На некој начин денес во Црвена линија просторот го одстапивме токму за најмладите, за децата кои што неретко и се уште дури во 21 век, а сведоци сме и во нашата држава, се злоупотребени, односно голем дел од децата се уште нивниот детски труд, нивното детство се злоупотребува за профит и секако се изложени на злоупотреба. Така да останува од вас еве да слушаме и како можеме да го спречиме тоа. Дали според вас институциите се оние кои што треба можеби најмногу да реагираат и всушност се разбира да се погрижат за децата да го уживаат своето право на детство, на убаво детство. Добар ден. Добар ден. Господине Љупчо, повелете. Па ја мислам дека само декларативно колку оние институции или организации кои наводно се бават со оваа проблематика, колку да дефилираат во јавност. Зошто го кажувам овој тоа ќе ви го потврдам со примери.
Додека работев последната година се сретнав со еден случај кога мајка дојде доброволно да се откаже од детето, да го даде во дом и покрај тоа убедувањата, да не речам пред да почне постапката да се откаже од намерата, таа го стори тоа, за да после 15 дена државата на нејзино барање и дозволи да го врати детето кое веќе беше сместено во домот, а искочи проблем после тоа дека државата го заменила детето. За такви случаеви во нашата држава треба да се одзема родителското право. Ќе ви кажам примерот Хрватска, што го читам на интернет. Самохран татко остава дете кај комшика која е наводно со нарушено ментално здравје, додека он работи да го причува малце. Дознава социјалната служба и му го одзема родителското право, го сместува детето во дом и покрај тоа што има жив дедо. И сега, начинот како детето да се вради во фамилијата, дедото го киднапира детето и бега во Србија. И не знам, мислам дека Хрватска бара испорачување на детето и на дедото. А кај нас како е решено ова законско право? Никако да ви кажам право. Ќе го земете денеска, утре ќе им го вратите, тоа пае на улица. Еве, погледнете ги, просат секој ден. Оние деца јадни нешто се дека на семафорите што ги злоупотребува. Благодарам за одговорите и за споделеното. Еве и од вас слушаме, и ние самите лично сме сведоци, постојано движејќи се низ главниот град, а верувам така и во останатите градови. Еве од вас слушнавме тоа и во Битола случај, и во Охрид, и во Тетово и така натаму. Не само на семафорите во текот на вакви денови каде што се исклучително високи температурите, каде што воопшто не се во безбедна зона, бидејќи сообраќајот е интензивен, постојано дишат чад, издувни гасови изложени на висока температура, не верувам дека имаат и редовни оброци, наместо да бидат, еве, сега може би започна од 10 јуни летниот распуст, но факт е дека секое дете треба да има право на топол дом, на здравствена заштита и секако на образование. Голем дел од децата ги гледаме дека тоа и го немаат, па еве, како можеме тоа да го сопреме? Добар ден. Добар ден. Повелете. Жив пример ќе ви кажам, ми се случи уште кога бев во работен однос. Едно утро на Бит пазар, детенце, негдека беше 3-4 годинки, застанало со рачето да проси. И ми вика, дај ми паричка. А ја му викам, да, еве, викам, ќе ти дојдам, викам, ќе ти купам, викам, геврече, јогурче, тука се продават, нели, те што носат луѓево. Не, викам, морам дома пари да однесам, зашто мама, тато ќе ме те, па кај се мама и тато, тука негде кај куќите се скриени. Значи, детето беше тука, 3-4 години. Најде полицајот, детето избега. Значи, они се толку ги таксираат уште од мали нозе тие дечиња за да го прават тоа. Не сакам, вика, да ми дадете овако геврече и јогурче. Сакам паричка. А зошто ти е паричката? Па за мама и за тато. Еве, ви се чини ли дека постои начин каде што институциите се разбира ке ја превзедат одговорноста и всушност онаму каде што ќе затаи, нели, она што е должност да се вака да ви кажам, значи имаше толку значи невладини организации што се дружеа што се грижеа за тие дечиња. Формираат центри, ништо од сето тоа душо. Они таму одат кратко време и после бегаат. Значи има X пати што се однесени дечињата таму да учат, да пак бегаат. Значи тоа се од повеќето од ромската популација, овие други бе мислам да. Големо благодарам и за споделеното и ете тоа е оно што навистина сакаме од секој еден од вас да го слушнеме во Црвена линија, бидејќи секој од нас мора да признаеме сме сведоци постојано, дури од каде да се уведе да ете случајот е таков, да гледаме примери каде што дури деца, како што напомена гледачката, на возраст која што е 3 години, 4 години, пред се изложени на огромен стрес, бидејќи од нив се очекува од оние кои што се нивни родители да донесат пари, да донесат, нели, заработка во наводници од нивната работа која што навистина е исклучително опасна по нивната безбедност, здравје и секако како што можевме да слушнеме од гледачката, таквите најверојатно деца и се истренирани
И сето тоа е некако осмислено за да им се одземе детството и да се злоупотребат на ваков начин. Па може ли според вас има ли чаре да еве институциите и државата го спречи тоа? Добар ден. Добар ден, Люба. Ако сум на линија. Секако повелете. Благодарам. Прво вака, јас лично во денешни услови греф е да некое дете да проси да чека на улица, на семафор, некој да му даде 5 денара, 10 денара. Овдека треба да му се одземе родителското право на татко, мајка, да отиде барем 6 месеци да одлежи во затвор, децата да се приберат во прифатилишта, каде што ќе се им се обезбеди храна, смештај, школување и тие деца воопшто да не излезат повеќе на улица да питачат. Сега оние кои што им даваат пари на раскрсниците или било каде, ја би изведел посебно на раскрсниците, би поставил полицаец на 50 до 100 метра подолу од семафорот, да го прати семафорот, кој ќе му даде пари на такво дете кој питачи на раскрсница, да го казне 100 евра. Значи, а тој кој ќе го казне, зашто го казне, тој ќе каже на други, на трети, еден на друг ќе си кажеме и тогаш сите тие деца нема да питачат, но сигурно ќе се намалат, ако не барем за 80% на семафорите. А на семафорите најризично е, бидејќи тие деца претрчуваат од кола до кола, од човек до човек, да земат некој динар, а со тоа фактички го загрозуваат и сопствениот живот, и значи и постои може да се направи карамбол да има некаков удес. Благодарам, поздрав. Големо благодарам и вам. Ке ве подсетам секако продолжете и понатаму, бидете активни на социјалните медиуми, поточно на Facebook. Црвена линија е нашиот профил, заследете го и секако пишувате коментари, бидејќи тие ќе бидат споделени со јавноста, односно со сите оние кои што ја следат Црвена линија во овој момент. Секој 12 јуни ќе подсетам, светот се обединува во борбата против една од најболните, најнеправедни појави во современото општество, тоа е злоупотребата на детскиот труд. Овој ден е прогласен од страна на Меѓународната организација на трудот и тоа уште во далечната 2002 година, со цел да се подигне свеста за милионите деца широм светот кои наместо да учат и да си играат се принудени да работат во тешки и опасни услови. Па така и ќе подсетиме и кај нас Институтот за јавно здравје го одбележува овој ден. И да, секоја година се одбележува овој ден, но колку всушност реалноста ги покажува ефектите од одбележувањето. Дали е доволно само да се одбележува или може би треба некои круцијални и мокни чекори да се направат од страна на државата, институциите и конечно децата, а верувам не по своја волја, да се тргнат од улиците, од доцните ноќни часови и секако да го уживаат детството кое што го заслужуваат. Добар ден! 023070005. Намалете го пред се тонот на телевизорот и останете на линија. Добар ден! Добар ден. Повелете, ве слушам. Ја ве поздравувам. Јас се јавувам од надвор, не од Македонија. Само доаѓам во Македонија повеќе пат. Така, од каде ни се јавувате, се извинувам? Од Словенија. Еве, како е во Словенија ова? Како е, тука нема да видите деца на улица, нема да видите на семафори, нема да видите да ви мијат, овие аутата да ви го мијат. Мене ме занима за децата што питаат, тоа е катастрофа. Жалостно е, тоа треба државата малку да си земе, полицијата да ги собере на Сабајле сите и готово. Нека ги однесе, нека ги собере децата, има центри за тоа. Та мене ме занима прашање, ја поставувам, што е со оние луѓе што малку повозрастни, со канти ураци, со крпи, со сунгери, застанеш, дојдеш од пат, застанеш на семафор, црвено светло имаш, он тебе ти вие, ти брише, ти му викаш, немој човече, немој да бришеш. Он упорно, дури еден, која бесме сега прошлиот пат, таква удри по аутото, по сајдната од пазар, ја мислев да ќе се скачеше. Затоа што му рековме да не го брише аутото. Што прават тие луѓе? Што се прави со тие луѓе што стојат таму на тај семафор у аутокоманда, обично ние довоѓаме од доле
и доаѓаме према автокоманди и одиме према центар. И тука мора да поменеш на тој сенатор и тие луѓе што мијат, ја не знам што. Благодарам многу за учеството и секако за одговорите и драго ми еве што и кога сте во периодот во земјава не следите од секаде, па еве и гледачката сподели како е во Словенија. Во Словенија, по она што слушнавме, не можеш да видиш деца по улиците кои што питачат и секако не се во своите домови и не се во училишните клупи. Па еве како да се скорени кај нас оваа појава? Освен што се одбележува. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ау? Да, ве слушаме. Црвена линија. Дали се слушаме? Добро, вака сега, јас уште еднаш ќе подсетам, верувам дека драго ќе ми биде да имаме некој кој што досега никогаш не се вклучил, само намалете го тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, ве слушаме. Децата се најранлива, мислам дека се на најранлива категорија и тие се зависни од нивните родители. Кога се има случај денеска да испадам во полето, кога прскавме лозите од травата, децата во овој град сек ден би се почна, не само во Скопје, се будат по депониите, ги видов едни деца, ама така ми падна тешко, се извлекуваат од контейнерите и ползат низ ѓубрето. Јас мислам дека со цел да се заштитат, треба да се изгради центар, социјален центар и да се го описменат децата, после да им дават оброци, 2 пати да им дават оброци да се капат и да добиваат лекарска помош и да се трудат вработените да ги описменат со цел вработените во Центарот за социјална работа цел ден си шетат низ шијата, денеска беше пазарен ден во Неготино, баш им е гајле. Со Мадарска има морнарица, а нема море. Тие треба да ги заштитат луѓе. Благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Продолжете да не гледате и понатаму. Инаку, причините за детскиот труд се комплексни и длабоко вкоренети. Сиромаштијата е најчестиот фактор, бидејќи родителите, принудени од тешки економски услови, ги вклучуваат децата во работа за да го зголемат семејниот приход. Во некои заедници, традицијата и недостигот од едукација дополнително го одржуваат проблемот. А во Македонија, иако не постојат масовни случаи на детски труд, сепак постојат појави каде што деца, особено од маргинализираните заедници, работат на улица во семејни бизнеси или собираат секундарни суровини. Како и да е, додено е времето да ги погледнеме рекламите. Останете со Црвена линија, по рекламите следуваат и резултатите од денешната анкета. Почитувани, по рекламите да погледнеме како оние кои што ме следат на Инстаграм одговорија на денешната анкета. Ако не сте меѓу нив, секако заследете не, подсетувам Црвена линија и профилот на Телма телевизија и учествувате веќе во утрешната анкета. А еве денешната. Дали тие што даваат пари на децата кои питачат, под А им помагаат, одговорија 25%, а под Б им одмагаат, одговорија 75%. Уште еднаш големо благодарам што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Утре повторно со нова тема, нов предизвик до вас и секако подсетување за да бидете ефикасно, брзо и квалитетно информирани се знае telma.com.mk. Но не го менувајте каналот, исклучително интересна тема во новото издание, да си кажеме за семејството во 21 век и за предизвиците во партнерските односи.